Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Во прва протоколарна посета на Прилеп денеска Никол Варнс, вршител на должноста шеф на мисијата во амбасадата на САД во Македонија. 4 од 5 средни училишта во Прилеп денеска одржаа отворен ден. 9 од деленците од регионов имаат богат избор од струки и профили. Марко Куле живо, прва самостојна изложба на Ивана Темелковска во Цепенков. Покрај учениците од Ричко кои се борат за подобар европски пласман во футсал, Прилеп има државен првак во ракомет од основното училиште Кире Гавриловски. 14 годишник управувал со автомобил, полицијата го приведе. Времето денеска променливо, облачно и потопло. Урбан маркетинг. Шивачка работилница Колори ателје во уличката кај Шареначешма во Прилеп, улица Киро Пајмаковски, број 16. Телефон за контакт 076 204 820. Колори ателје, кај нас муштеријата секогаш има предност. Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни застапници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на Facebook страната Протектор, Друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006 во близина на Чумовчанец. За внимание, почит и грижа на старите лица, контактирајте не денес на 078 430 140. Хомкер Прилеп, Агенција за грижа на стари лица. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Во прва протоколарна посета на Прилеп денеска Никол Варнс, вршител на должноста шеф на мисијата во амбасадата на Соединетите Американски држави во Македонија. При тоа господја Варнс остварила средба со градоначалникот на општина Прилеп Дејан Продановски, председателката на Советот на општината Билјана Кржеска, на која се разговарало за можностите и потенцијалите на Прилеп. Вршителката на должноста шеф на мисијата во амбасадата на САД во Македонија Никол Варнс остварила средби и со менаџментот од неколку компании од регионот преку кои се реализира економската соработка и размена со Македонија. Во 4 средношколски центри во Прилеп, Орде Чопела, Ѓорѓе Петров, Ристе Ристевски Ричко и гимназијата Мирче Ацев, денеска се одржа отворен ден. Настанот во секој од училиштата започна од 8 часот изутрината со посети на 9 од деленците и нивните наставници од Прилеп, како и од соседните општини Долнени и од Кривогаштани. Прилепските средношколски центри преку штандови и презентации ги промовираа условите за работа, можностите од наставна програма, практиканска работа и професионално усовршување за профилите кои се на располагање на 9 од деленците. За наредната учебна година 2026-2027 година во Средното општинско училиште Ѓорѓе Петров од Прилеп ќе се запишат 254 ученици во 4 струки распоредени во 8 паралелки, од кои што 4 паралелки во секторот здравство и социјална заштита, каде што има место за 136 ученици, со профилите медицинска сестра, 2 паралелки и по 1 паралелка фармацевски техничар и физиотерапевски техничар. По секторот лични и други услуги ќе запишеме 68 ученици, од кои 34 во профилот техничар за козметичка нега и убавина и 34 во профилот фризер, кој што е единствен во нашево училиште од 3 годишно траење. Целта на овој отворен ден, кој што го организираме секоја година на крајот од истата пред предстојните уписи, не е само да се промовираме пред 9 одделенците од основните училишта на град Прилеп и пошироко, туку и за да им ја олесниме нивната одлука во изборот на средно образование.
Знаеме дека оваа одлука не е лесна ниту за учениците, ниту за родителите, бидејќи средното образование представува важна алка и мост кон понатамошно школување или кон понатамошно конкурирање на пазарот на трудот. Еден од најатрактивните е во секторот електротехника, електротехничар за компјутерска техника и автоматика, како најбаран профил во овој сектор. Во секторот сообраќај најбаран е патниот сообраќај. Во сектор машинство најбаран е машински техничар за моторни возила. Тука имаме најголем интерес, иако во тој сектор од оваа година имаме нов профил со 3 годишно образование, каросериски механичар, каде што мислам нуди нови можности за учениците и за нивни напредок, пошто како смер е баран од пазарот на трудот. Утре 15 мај од 20 часот во ликовната галерија од Центарот за култура Марко Цепенков ќе биде отворена изложбата на фотографии Маркукуле живо од Ивана Темелковска. Ова е нејзина прва самостојна изложба поддржана од Министерството за култура и туризам. Маркукуле живо представува фотографски запис на еден ист простор низ различни времења, состојби и атмосфери, создаден како процес на долгорочно и внимателно наблюдување. Проектот Маркукуле живо започнува за време на пандемијата, во периодот кога погледот низ прозорецот беше еден од ретките допири со надворешниот свет и природата. Наблюдувајќи го секојдневно истиот пејзаж, авторката ги бележи неговите постојани промени, светлината, атмосферата и особено облаците, кои се еден од главните визуелни мотиви во серијата. Покрај учениците од Средното општинско училиште Ристе Скиричко, кои се борат за подобар европски пласман во футсал, Прилеп има државен првак во ракомет од основното училиште Кире Гавриловски. На државното првенство во ракомет мажи за основните училишта, кои се одржа во салата на Добре Јовановски, тие покажаа борбен дух, цврста и организирана игра и заслужена беа победници на турнирот во организација на Федерација на училишен спорт на Македонија и го подигнаа победничкиот пехар. Од училиштето посочуваа дека овој успех е резултат на континуиран труд и сериозен пристап кон ракометот како спорт број 1 во Македонија, а дополнителна заслуга за ваквиот успех оди и кај наставничката Теодора Кочовска, која го водеше тимот низ надпреварувачкиот процес. Од полициската хроника информација за приведување на малолетник од Долненско кој управувал со автомобил. На 13 мај во 14 часот и 40 минути на патот Прилеп Македонски Брод кај селото Сарандиново полициски службеници од ОВР Прилеп лишиле од слобода 14 годишен жител на село Пешталево, општина Долнени. При контрола во сообраќајот полициските службеници сопреле патничко возило Опел со прилепски регистарски ознаки кој го управувал малолетникот, при што констатирано било дека го управува пред да се стекне со право на управување, односно без возачка дозвола. По целосно документирање на настанот против него ќе следува соодветна пријава. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди, додека во попладневните часови ќе има услови за локална нестабилност со пороен дожд и грмежи. Во Прилеп минималната температура се спушти до 9, а максималната ќе достигне до 18 степени. Променливото време со повремени локални врнежи ќе продолжи и во следните денови. Во попладневните часови на повеќе места ќе има услови за нестабилна облачност со пороен дожд и грмежи. За сабота се најавуваат поинтензивни процеси во форма на невреме, проследено со пообилен пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, 2026 година. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески.